Беше тоа на 25 февруари 1611 година, кога е роден славниот отомански патописец Евлија Челебије, чии патописи се особено означени за историографијата на Македонија. Беше тоа на 25 февруари 1888 година, кога е роден Јордан Бадев. Во 1906 година завршува Битолска машка гимназија. Студирал словенска филологија на Софискиот универзитет, а потоа учи во Лозана. Се враќа во Македонија и учителствува во Битола, Самоков и Софија. Во 1911 година Бадев ја поддржува иницијативата за создавање на легална политичка партија на македонците екзархисти во Отоманското царство. По Втората Балканска војна во 1913 година се населува во Бугарија и станува учител во Софија. Еден е од членовите основачи на Македонскиот научен институт. Беше тоа на 25 февруари 1923 година, кога во Струмица е роден Александар Думов, доајен на Народниот театар во Струмица и еден од основоположниците на театарската култура во Македонија. Освен во театарот во Струмица, како артист и режисер, има работено и во театрите во Велес, Битола, Штип. Умре во Скопје на 25 ноември 1989 година. Беше тоа на 25 февруари 1930 година, кога во Кавадарци се одржал состанокот на управниот одбор на пеачкото друштво Братство за избор на мис на Кавадарци. Се расправало за одржување на маскенбал на 1 март истата година, кога требало да се одржи изборот на мис на Кавадарци. Во записникот стои дека најубавата кавадарчанка добила на подарок комплет за ручек со 6 ножа, лажици и вилушки. Првата придружничка на мис била наградена со 6 филџани за чај, а втората придружничка како награда добила машина за мелење ореви. Беше тоа на 25 февруари 1925 година, кога во Свиленград, Бугарија, од ванчомихайловистите е убиен Георги Скрижовски, односно Георги Радев Иванов, македонски револуционер, учител, војвода и член на ВМРО. За време на Младотурската револуција беше еден од раководителите на НФП. Учесник е во Балканските војни и во Првата светска војна. Роден е во селото Скрижово, Драмско, во 1880 година. Беше тоа на 25 февруари 1935 година, кога е роден Родолјуб Анастасов. Во 1962 година дипломира на Уметничката академија во Белград. Од 1963 до 1965 година бил на робија на Голи оток. По враќањето во Скопје почнал да работи на полето на нефигуративната уметност. Во 1980 година до пензионирањето бил професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Во 2011 година Анастасов на Музеот на град Скопје му подарил колекција од вкупно 389 ликовни дела. Беше тоа на 25 февруари 1944 година, кога во Велес е роден Боре Ангеловски, актер, режисер, преведувач, сценограф, костюмограф, театарски педагог, театарски теоретичар, бекетолог, основач и уметнички раководител на младинското драмско студио Велес, основач и уметнички раководител на театарот Чекори Скопје, икона на драмскиот аматеризам и театарската алтернатива во Република Македонија и поранешна Југославија. Почина на 14 јуни 2009 година. На 25 февруари 1944 година убиен е Кузман Јосифовски Питу под мощни неразјаснети околности. Претходно била опколена куќата во сегашната скопска населба Трнадол, каде што се наоѓал и тој. Кузман успеал да се излече, да побегне, но стигнал само некој километар подолу до денешната фабрика Алумина, каде што бил застрелен. За убиството на Кузман Јосифовски, неговото семејство дознало дури по 1 година, кога на првиот митинг во Слободен Прилеп меѓу загинатите било прочитано и неговото име. Кузман бил член на главниот штаб на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Роден е во Прилеп на 23 јуни 1915 година.
Беше тоа на 25 февруари 1949 година, кога со закон на Народното собрание на Народна република Македонија е основан Универзитетот во Скопје. Со одржувањето на првото универзитетско собрание на 24 април 1949 година е означено раѓањето на универзитетот како невисока научна и образовна институција во Македонија. Во 1969 година, при одбележувањето на 20 годишнината од работата на универзитетот, тој го добива името Универзитет Кирил и Методи, а на 12 ноември 1992 година со одлука на Универзитетскиот совет, Универзитетот Кирил и Методи пред името на словенските просветители го доби и епитетот Свети, значи Свети Кирил и Методи. Беше тоа на 25 февруари 1994 година, кога во Брисел официјално започна да работи амбасадата на Република Македонија. На 25 февруари 1999 година, Народна република Кина стави вето за продолжување на мандатот на УНПРЕДЕП уште 6 месеци во Република Македонија. Од 1 март 1999 година, УНПРЕДЕП ги прекина активностите во Република Македонија.